здраво на сите. Морам на овај начин да снимам, заради тоа што OBS Studio дефинитивно замрзнува, коче, сецка и просто не можам да извадам добар квалитет. Не верувам дека е до OBS Studio. Најверојатно и до мојот компјутер е више доста стар. Ќе треба најискрено да го сменам. Значи тоа планирам после самиот bull market да купам некоја појака машина за да вадам многу поквалитетни видеа и ако снимам и дел од новата игра Illuvium кој ќе искочи, сигурно ќе ми треба многу појак компјутер за снимање. За самата игра ми е добар компјутер, че едноставно за самите програми што ги користам најверојатно е послаба верзија. Па не можем да извадам толку јаки квалитети. Некојаш може, некојаш не, тоа ми баш ми е чудно. Али како и да е, исто и со интернетот знае доста да има проблеми, можно и за тоа да е. Seattle има доста слаб интернет, иако е unlimited и од најскапите што го плаќам. Нема поскап пакет. Али како и да е, битно е да презентирам видео додека е време. Значи ова играта е, ова е Axie, како изгледа. Ова е тај тим од сите што ги имам тестирано. Сите тимови ми се добри, али ова е дефинитивно врв. Ова е единствениот тим кој што у најголемиот број од случаи може да се справи дури со Терминатор Axie. Истави видео кој е Терминатор Axie, комбинација на карти, која што не знам дали е баг или се не деле слабо со играта. Едноставно не може да се убијат. Многу е ретко да се убијат. Сега некако почнавме да улаваме у тоа како, нели, поради тоа што ја никош не сум играл со тоа Axie и никош не бев налитувал. Самите негови, нели, карти и магии едноставно те уништуват, станират, нема шанси да излезеш на крај со него. Треба е страшна концентрација за да го убиеш, дури нерешено да завршиш, понапред се губеше пари, ама се губеше фактички ММР. Вие кога почнувате, кога ќе купите 3 Axie, тој баталог, кога ќе купите 3 Axie, значи почнувате со 1220, ако не се лажам, ММР. Значи што е ММР? Вие почнувате со тие поени, ако изгубите, губите 20, ако победите, добивате 20, што значи колку повеќе добивате, толку се качувате понагоре на самата табела. Други што ме прашаат дали сум 9-то место. Ја се извинувам. Не сум 9-то место, значи кога што гледате ово скрола, едноставно е само стајано тука на таа позиција да се гледа, нели, на тај начин, за да не се трашам надоле таму која бројка сум огромна. Значи не сум 9-то место, не сум, нели, у светот 9. Туку едноставно сакам да кажам дека у Македонија највеќе има вдигнано 1500 колку беше ММР и финтата беше кога дигнав 1500, даваше ми 12 SLP од борба. Значи ако успеам да го држам тоа 1500 ММР или 1450 колку беше точно, не се сеќавам. Значи представете си, ја ќе правам по 315 и повеќе SLP, збореме за 60 енергија, со плюс арена негде беше околу $3940 на месец. Али тоа просто е невозможно да го изведеш за секој ден. Значи не е возможно. И по тоа не може да се направи таа математика. Значи измеѓу, најпросто кажано, измеѓу е $2000 и $4000 може да се постигне, нели, у различни месеци, али е многу напорно. Таа игра просто не е толку, нели, едноставна, да е детска како што изгледа, но луѓе мислат детска и луѓето викат зашто ги презентирам тие глупости. Ово е далеко од детска игра, иако изгледа како детска. Овие чуда, најскапото е collectible е $12 милиони. Ако имате, нели, $12 милиони да дадете за Axie на вашето дете, тога е детска за вашата фамилија, за мене не е. Значи секој Axie има карти. Најак плент е овај, што го имам тестирано и може да се најде ефтин, ама најчесто се скапи. Скапи се заради тоа што ја ги купувам да се 0.7 бридинг и тоа у наредното видео ќе го прикажам. Се 0.7 бридинг и 0.6 purity. Значи што е purity? Значи чистината на самото Axie
и поврзаност со картите, гледате тука, дава, за разлика от, например, ако ти вземеш некоја било која акција, ово е plant base, да вземеш, да ставиш други карти, да ги измешаш од различни класи, ти губиш. Ти можно е да победиш у партиите, али најчесто голем процент губиш затоа што овие карти со таа чистина, дека се сите од таа класа, ти на борба можеш, ако добро ги подредиш картите, да добиеш 10 до 15% повише демедж и 10 до 15% повише штит. Значи да се заштитиш, додека ако не е чисто акцијето, тоа не може да ги извади тие бројки у проценти гледано и значи тоа може едно акција да дојде до тоа да се загуби таа игра. Поради тоа што не ти треба сите акции да преживеат, ти можеш да жртвуваш две акции, битно е едно да преживее и да го победиш противникот. Значи од Plant, да знаете, ово е најсилно што ги имам тестирано. Значи секој се почнува со да има нели јак штит. Оваа карта е може и по неколку пати да се појавува, најчесто 2 пати може да се појавува у исто време, нели, додека играете, додека напаѓате некој и ако ставите 220 штит, тоа просто акси не може ни бист со најкритикал да го пробие. Steel One Energy е секојше треба да знаете како да ги ставате самите карти, поради тоа што ако ставите на пример high damage карта, а после таа значи можеш со првата карта да го биеш аксито и да не можеш да му земеш самата енергија. Значи ова е многу луѓе мразат оваа карта и викат дека е бескорисна. Бескорисна ако ја најчесто употребувате на почеток. Али у средината на играта противникот нема да помне. Можно е ако искористите му крадете енергија, поради тоа што треба да проценете и плюс малку и на среќа. Дел од играчите рачунат да прерипнат првата партија 3 поени, да не ги потрошите или 2 енерджи. Значи можно е да му крадете и замисли наредната партија вие да почнете наместо со 2 да почнете со 3 или со 4 енерджи е огромна предност. Овие се 4 најаки карти за Plant. Најбарна карта е Spicy Surprise. Значи правиш му disable на target mount cards next round, значи му правиш му disable на две важни карти и влагаш у предност. Значи најдобар до сега кој го имав тестирано убиец, ова е чист асасиен е оваа птица која ще изгледа толку сладко. Мислам дека имам купено од Кинес и ја имаше меѓу првите постирано, да знаеш, за продажба. И успеав да ја купам на време и е collectible, значи постојат само малку. Не сеќавам колку беше точно, али некои си 150 у свето. Мислам дека со таа чистина и со тај редослед не се знае нејната вредност колку е. Јас се земав доста ефтино. Планирам да ја чувам, не ја размножувам. Значи овие се карти кои што 99% од луѓето не сакат да ги играат, затоа што е многу тешко да се играе. Сите мислат дека Shooting Song дека е многу глупа карта, поради тоа што не дава нели штит и е малку демедж, ама не разбират дека таа карта го пробива и 200 и 300 штит. Ако ставите, дефинитивно го заобиколува и сите овие нели high damage карти може да поминат и да му нанесат удар на било која акција, дури и на Plant кој што е навеќе заштитен. Значи под редослед се напаѓа, секојше прво ставате ако имате 4 енергија, значи може да елиминирате некој бист или друг бърд ако останат у играта, па дури можете да го заштитите самиот Plant со тоа што да речеме оно станува на 50 енергија, тоа ќе ви го покажам у играта. Значи ако станува 50 енергија, вие може да го пуштите Egg Bomb и тоа е apply арома, дефинитивно сите тие 3 акции што се останати живи ги носи директно да ја напаѓат вашата птица и така може да го спасите Plant. Тоа ќе го покажам у играта полесно да сванете, али оваа карта е 0 енерджи, како што гледате. Значи тоа е многу битно за 0. Представете си, може да пуштите 2 пати карта која што ќе земе 220 демедж, значи нема штит, може да убие било која акција у играта. Негативната страна е што она зима 30% од твојата енергија. Ама ти ако добро ги комбинираш картите,
таа најчесто се употребува или на почеток, или само на крај. Значи, ако идете редослед со Shooting Song, Blackmail, Egg Bomb, ти ќе му земеш токав дел од енергијата, што после, кога ќе го ударе со оваа карта, дефинитивно вреди да ти земе 30% од енергијата, затоа што ти можеш да го биеш или да го ставиш на едно крајно мала енергија, која што друго акси може да го доврши. Значи, оваа птица многу ќе вреди у иднина кога ќе луѓето ќе разберат дека овие 4 карти се многу јаки. Beast, значи овој чудо е дефинитивно еден од најаките Assassins што ги имам видено со карти од другите Beast кои што ги имам сретнано во играта, кои што многу потешко се играат од овај. Значи оваа карта никош не ја ставате доколку немате минимум 2 други карти. Ако ја ставите Critical Single Combat Critical, значи со 2 над кракер, тоа чудо може да направи страшен критикал, дури да убие со 3 карти може да убие и плент. Ако ставите редослед 4 карти, значи оваа карта последната Ivory Staff, дефинитивно може да земе, ако критикал постигнете, значи дури со 2 карти, ако без оваа, ако постигнете критикал, може да добиете еден енерджи, што е страшна предност. Да почнеш со еден плюс енерджи. Јас се извинјавам, че немам спиено доста долго време. Моментално го тестирам ово чудо, тоа чудо го уби, успеа да го убие, значи Терминатор, еден на крајо, со фул, па и со пола енергија, ово чудо успеа да го убие за прв пат Терминатор, Акси, кој што е најтешко играта да се убие. Тоа не е, тоа е, многу луѓе ме прашаат дали е тоа самиот компјутер го има составено. Јас си кажав дека тоа не е вештачка интелигенција на Акси, тоа едноставно е комбинација на тип кој што го открива дека тоа чудо просто не може да се убие и сега сите почнуваат да го купуваат. Али треба да има апдейт и тоа мислам дека ќе биде средено скоро време, поради тоа што 99% вие или ќе изгубите или 99% ќе играете нерешено ако сте добар. Многу мал процент е да успеете да елиминирате Терминатор, дури и со 3 акси имам гледано борби кои што губат. Значи овие исто 4 карти се многу јаки ако знаете да го употребите нивниот редослед. Apply Jinx е многу јака, што тоа е многу јака против Beast. Значи комплетно му го уништува критикал. Значи дефинитивно тоа треба да го користите против Beast. А оваа карта која што сите ја мразат е многу јака, затоа што 20% additional shield додава. Значи вие можете со 2 карти комбинација од овие карти било која може некој да дигнете и 230 до 300 штит кој што ни едно дури ни Beast со критикал не може да го убие. Значи дефинитивно таа карта го прави Bird, кој што е многу слаб, нели, карактер со штит, го прави еден од дури појаките од самиот Plant. Ова е друга комбинација на Plant кој што го имам. Исто е доста интересна, али малку потешка да се играе. Значи со овај Plant може да украдете 2 енерджи, што е страшна предност, али се играе доста тешко. Во моментално е најакиот, според мене, Lizard кој што е составен. Не, грешка сум, ово е еден од тие што го имам. Само ова е многу тешко се играе поради Apply Stun. Значи со Stun многу тешко се играе, сега ќе најдам уствари. Ќе дојдам после до тај другиот кој е најакиот Lizard, Рептил. Ово е едно од најретките акси што може да ги видите у свето, постојат само 30. Може да у иднина бидат и поголема бројка, но моментално постојат само 30 овакви акси со тај редослед на карти и со таа чистина. Значи не се знае колку ќе му биде вредноста. Ја го купив доста ефтино. Многу луѓе не знам дали имат приметено, тоа беше багирано, беше заглавено, сликичка немаше и не можеше да му се купе, не можеше да се состави тим од 3 акси со него. Што газдата, што го имаше купено од Паника, го имаше ставено да го продаде. И јас знаем дека е како мистик нешто, дека е вредно и го купив на ризик, некој 0.28 или 0.38, не сеќавам колку беше точно. Денеска вреден доста многу. Само да видам ако можам да најдам јас го купив за 0.45 Ethereum.
А сега вредността е, дори можем да го ставам, да го продавам и 5 етериум, ама то няма шанс да се случи. Планирам да го чувам без разлика утре да навреди нищо. Все пак можем да извадам други акции с умножение. Можем да извадам други акции от него, значи презимам го ризико и да го чувам, не се локувам за етериум, я имам етериум друг. Ово е исто, ми си има родено, ако не се лажам. Ово е исто, го купив како колекција да го чувам поради сами редослед на карти, а сега ми се погоди доста добра комбинација дека можем да направим 3 јаки тима со 3 оваков тип на акции. Ово е исто, го имам тај стил, а еве кој е најмоментално опасното нешто, кој што може да убие и 3 акции со добра комбинација, може и да убие и Терминатор. Ама за да убиете Терминатор, вие треба цела партија додека да стигнете до Терминатор да остане сам, вие треба да издржите ниту една карта да не пуштите од неговите. Значи он најчесто стои у средина, ама треба ни една карта да не пуштите за да може да се справите со Терминатор. Комбинацијата е многу јака. Имате гледано, значи рефлект. Исто и многу луѓе не разбират дека 0 енерджи е многу јако нешто. Представете си, вие може да имате 3 енерджи за да пуштите, а таа карта вие секогаш како бесплатно немате енерджи, може да имате, значи 4 карти во играта и е многу корисна, затоа што ако да речеме вие имате само 2 карти, 2 енерджи да фрлите на противника, тај противник е у позадина. Значи што може да направите? Значи видите што вика target enemy with lowest shield, кога е комбинирано, значи со 2 карти. Значи ако комбинирате Spike Troll со било која од овие 2 карти, разбирате, само 2 карти, и ако ставите Venom Spray, што нема да ве кошта енерджи, ако имате фактички 3 карти, значи, или 2 со овие да трошите енергија, или да изберете редослед Spike Troll, да речеме Why So Serious и Venom Spray, вие автоматски можете тоа копија да го фрлите на сасим херој у позадина кој што не му активира штито, најчесто птица или Терминатор кој што не е на почетокот, не го користи тај штит, и брзо да рибнете и да го елиминирате. Значи ово е моментално најакото нешто кој што го имам у колекција и со помош на него стигнав до 1500 и нешто ММР. Исто е професионален убиец, можем да кажем, што го составив на риби. Како што гледате, heal this axis by damage inflict with a card to aquatic targets. Значи просто ги јаде живи тие риби, кои што многу ги мразам, а гледам дека у играта е подобро за мене што сите купуваат по 2 аква, кои што се многу скапи и тешки за играње, а јас можам комплетно, имам видео да се справам сам со овај лизард, сам со овај рептил, сам да се справам против 2 акции и ги убивам без проблем. Само ако не го сгрешам редоследот на картите. Значи, колку и да ми земат енергија, јас со Сириус картата се хранам од нив. Зима доста доволен процент за да преживее и нареден напад. Чудото уште не сум го тестирал, многу е тешко за играње, али дефинитивно може да се спротистави на многу различни типови на акции, поради тоа што многу може да се спротистави на првиот специјалист за Beast, значи 40% of melee damage, ама Beast има исто и range, нели, карти, така да многу е добра оваа комбинација на карти, иако е тешко да се изиграе. И исто и стан. Значи тај стан, ако знаете точно кога да го потребате, вие просто уништувате цела еден енерджи карта на било кој противник. Значи нема да ви го направи тај демидж. Ако ово чудо издржи 4 рунди без да го активирате да пуштите, Tiny Swig прави страшен демидж. Јас имам успеано неколку пати да го активирам. Значи просто убива било која акција од само еден удар може да го бие. Значи со комбинација, нели, најнормално на другите карти. Значи доста тешко чудо за играње, али е колектибл, затоа го чувам. Можно е да го дадам некој да го играе, ќе видиме. Ово чудо е комбинација која што ми се роди. Е доста мистериозно чудо. Значи имам го тестирано, не верувам дека постоje акции со поголем штит што може да дигне.
али се уште останува да го тестирам. Исто ово е доста ретко чудо, ќе си го чувам лично за мене, нели, и ќе го чувам за брид, за парење. Уште не сум го тестирал у игра, да видам како е и шо е комбинацијата, али доста јак лик има и доста може да се намножат многу јаки интересни комбинации на акси. Од рептил, кој што уднина мислам да ќе биде многу тражен на маркетот. Ово е уште еден тип од тај карактер го имам и што пошто е колектибл и е редок, го земав. Ово е тоа акси кој што многу тешко се играе, али дефинитивно е со најголем демидж од сите акси. Од сите бист, мислам, у играта. Уште го немам тестирано. Тоа уиднина ќе гледам да направам видео. Ово исто е колектибл. Не планирам да го продавам. Значи планирам да го чувам само поради самиот лик како изгледа и кои комбинации, ако се помножи со друго акси, кои комбинации може да се извадат, доста уникатно. И не планирам да го продавам, а исто е и highly damage акси. Значи многу повеќе демидж зима од претходното акси. Значи у игра го имам сретнано, тип што играе професионално, може да убие се и се што со овај звер, кој што има, нели, кој што изгледа толку сладко. Значи више се повторува, тоа да ме назад. Значи кога ќе улезете у игра, секојаш треба да, нели, ја почнувам со 60 енергија, вие ќе почнете со 20. Како што гледате, од 3 до 9 акции 20 енергија имате, од 10 до 19 14 и над до 20 или над 20 имате 60 енергија. Ја имам 23, моментално 3 више се дадени на тест. Енергијата се рестартира, значи Daily Quest, кога ќе натиснете, почнувате со 24 часа. Секојаш не забравајте кога ќе почнете да натиснете Daily Check-in и треба да завршите 10 левели, Adventure Mode и 5 арена. Значи, Adventure е овај дел, каде што имате 50 SLP тука и фактички овие 25, че вие имате негде 75 SLP за гарантирани кои што може да ги земете ако победите 5 меча од арена. Значи, што правите со тие 20 енерджи, секојаш гледате да земете барем 5 арена, после тоа не ви требе, значи енерджи не ви требе за да ги земете овие 50 SLP или тие 10 мисии. Значи да знаете, не ви требе енерджи да трошите за тие. Значи, прво нешто е, почнувате у играта, првите 3 дена играете само Adventure. Значи тоа се разјаснеме, нели, за да знаете како да ги пуштате картите. Првите 2-3 дена играете доколку стигнете до пета стаза, да речеме, со 3 звезди, значи сте добри да се фрлете на арена. Пошто на арена треба да знаете дека губите тука ММР. Са не може одма да седнете, вие не знаете како да ги пуштите карти и одма да се фрлете на арена. Ќе паднете на 800 или на 700 и после тоа нема у арена кога ќе играете, нема да ви дава доволен број на SLP. Значи ќе ви покажаме на партија како изгледа. Само ќе ги сменам, значи прво ќе ви покажам Team Maxi кој што многу луѓе беа заинтересирани за него, че е доста тежко кој некаде да го играат. Ќе покажам на кој начин се играат со тие карти кои што се тешки за другите. Че овие зверови се од самата игра, иначе вие у арена се среќавате со исти акси како вас. Значи еве гледате, одземаме го штито на тоа чудо, ако го има, и секојаш прво ги користите тие две карти, за да му земете, ако одлучи самиот компјутер да не играе, нели, негови енерджи, вие ќе му го земете. И секојаш играете таа карта за да му направите дисейбл на неговите појаки карти. Значи гледате сега ќе пробие, додуше нема ставено штит. Сега не му земав тука, гледате од 0 до 10 енерджи, значи ако одлучиш он да не играе, значи противник или компјутерот, и тука ќе му земевте енерджи 2 и наредната партија ќе почнете со повеќе. Значи, најбитно нешто е, кога гледате он има 400 енергија, треба да ставите штит, гледате колку ми рипа, 179, и секојаш употребете уште штит, поради тоа што јас не можам со самото
со самата птица да ги уништам овие два, значи битно е да го заштитам плент. Секојаш е најбитно да го заштитувате плент, заради тоа што ако тој падне, многу полесно ќе ви ги убијат другите херои позади. И сега одеме да му помогнам. Никош не го употребувал таа плаја рома, ако го натиснам, тие акси ќе се фрлат на самиот бърд и може да ја убијат. Значи гледате, сега ќе видите колку тоа ќе го заштите, ќе успее. Гледате, тука нема да му земе енергија, тука му зема само штито. Сега ќе ви покажам како се употребува таа карта, за да го елиминирам. Значи одеме да му земе многу демидж и да ја употребам, значи, за комплетна елиминација, чисто да ја покажам дека видите дека 100% ќе го убие. У игра треба да знаете, иако има малку енергија, некој од таму луѓето што се против нив во арена може да стае штит кој не се гледа и да ве зафркне. Значи, таа карта од 195 може да не го убие. Да речеме таа карта зема 250, значи може да не го убие ако он има повеќе штит стаено. Значи, ако нешто мислите дека сте сгрешиле, натискате тие карти, може да ги тргнете. И исто ставате да секојаш гледајте да искористите целата енергија. У овај случај тоа акси ќе го нападне тај горниот, така да не затоа си оставаме еден енергија не ја употребувам целосно. Треба и на тоа да внимавате на редоследот кој акси, кој херој ќе го нападне. Значи е план бейс. План тенк. Значи не може да биде пробиен. И секојаш гледате рунда 4, тоа акси што има спид највеќе, тоа секојаш напаѓа прво играта. Значи одеме со комплетна елиминација, 28, имам две од овие, значи да не ја трошам таа. Ако имате две карти, гледајте да не ја истрошите таа, затоа што наредната партија може да не се, наредната мислам тура, да не се појави. Тука сега можам арена Рома да ја ударам, затоа што нели продолжувам натаму, нема да ме нападне истото или другиот звер. Еве ќе покажам сега перфектно убиство, ово е нели како може да се земе. Значи пуштам тоа да му земе 30 и да, мислам нема потреба, чекај само ќе покажам после. Битно е да направиме critical. Значи комплетна елиминација на ово чудо. Правим тоа. Со бист. Забравив дека овие се послаби. Дека ќе го убијам и со две карти. Не може да биде пробиен штито. Сега ќе го пробијат. Че одеме. Значи, за да направите critical, треба да има две карти најмалку. Може да бидат и две исти. Сега, например, ќе видите дека комплетен critical кој ќе мудри 100% е убиено тоа чудо. Ништо не може да го спаси. Гледате, critical 275. Че више е краја на, значи остануваше една рунда тука со главните, че можам да го потребам више ово да помогна малку. Се што треба е да ги научите картите и да правите добар редослед, добра примена. Секој штит, две карти. Значи не смеам да употребам сега Рома и таа карта. Додуша можам да употребам таа карта. Само да направам грешка. Тоа е како главен. Таму дава и 4 SLP. Опа! Али ќе преживеам. Оно се стави на него штит. Сега веќе одам да го жртвувам тоа чудо, затоа што ово е 132 енергија, ми треба да... Сега ќе ви покажам чисто. Ако преживее тоа чудо, а Ромата ќе ги привлече, за да го спасам, што е малку и ризик да го спасам плент, ќе ги повикам чисто да ви покажам, ќе го повикам главниот, ако преживее или овоо чудо, да ми го нападнат Бърд. Значи со тоа Рома Бомб Екшел. Значи едноставно ги отргнувате од другите акси
Гледате тоа цвеќето е фактички. И сега кидат сите да... Значи, гледате. Плент ки преживее и птицата преживеува. Значи, споделив го фактички демеджу. А МВП ми е живо, за да фрле друга карта. Значи, тоа е целата финта со таа карта, која што многу луѓе мразат да играат, а оствари е многу јака карта. Која е 0 Energy е high damage, карта од 120. Гледате, значи, перфектно. Убив без да изгубам едно акси, значи сум минал играта со 3 звезди и 2 SLP. На вас ќе ви даде таа и 4 SLP. Значи, тоа е... Гледате, 2. Значи, да знаат сите тие што ќе почнат новите дечки. Ако не може да минете некоја стаза, враќате се една или две назад. Гледајте да ги минете сите со 3. На 5-та стаза се задржете до 10-ти левел. Тамо дава највише SLP, а исто и тука. После кога ќе поминете, таа и оваа стаза дават највише, која подрете тоа е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стаза дават доста. Значи SLP. Само гледајте да ги играете без енерджи. Значи не ви треба енерджи за тука. И гледајте да ги земете тие PS. Значи одеме инвентори е 3319, како што гледате до сега имам. Немам уште клейм направено, сакав пред вас да го направам тај клейм. Ама OBS Studio ми е голем проблем моментално. И не можам да снимам видео. Имате Battle Log, што е многу битна работа. Значи да си ги прегледувате борбите. Значи дека сте правиле грешки. И аз така успеав да го победам Терминатор. Ја ще играм нерешено. Тука беше страшна борба. Значи и дека беше таа со Терминатор. Тоа беше многу одамна. Со Терминатор не можем да најдам надоле. Дефинитивно беше... Значи, финтата на Battle Lock е, можете да си ги гледате сите, без разлика дали сте победили или изгубиле, да си ги гледате борбите, за да видите и да се подобрете како да ги фрлате картите или како противнико ги фрла картите. Значи, ово не е битно да го гледате тука. Значи, тоа е од... битно да ги гледате од арена борбите. Тоа е многу битно да ги гледате. Еве, тука е против... убиството против Терминатор. Друго, не забравајте секојаш кога ќе завршите со 10 левел, со 10 Adventure Mode и 5 меча, треба да идете клейм, исклучувате и па уклучувате клейм да видите дали оти најчесто знае да направи некоја грешка, да не му идете клейм. И секој сабале, кога ќе станете, или кога сте решени да играете, одете на daily check-in. Значи имате 24 сата да ги завршите сите тие мисии, да ги потрошите 20 енерджи и да ги земете тие 75 SLP. Тука ми се тимовите различните. Да, треба да покажам исто арена една борба со најаките акси, да видиме кој ќе ми се падне. Јас сум моментално кај најпрофесионалните луѓе. Значи ќе видиме дали ќе има победа или ќе изгубиме. Значи прво нешто кога почнете, најбитно е секојаш гледате да видите какви карти има. Значи има Steel Energy карта, че мора да ги потрошите тие 3 енерджи, пошто може да ви го украде енерджито. Најчесто они го рипат. Има доста зафркнат, значи бист, кој што дава еден енергија. Малку е лошо за бист таа карта, ама ако знае да одиграе, таа екстра енерджи може да значи многу. Еве ово е чудо, знам дека сите го мразите исто и јас, Аква. Ако добро играе, тоа чудо исто е страшен убиец. Значи, одлучуваме да ги истрошиме тие карти. Значи, јас не ги чувам. Добро што ги истрошим. Гледате дека он ќе напаѓа со бист, ќе ми го напаѓа плент. Значи, му земе доста енергија поради тоа што почнува со 3 critical. Али не е проблем. Ќе издржиме. Значи, јас одам бавно и сигурно. Можно е сега да пририпне он, за да си ги потрошам јас штито. Најчесто тоа го прават. И има... добро. Добро, значи добро што го избрав штито. Значи ќе ме издржи, иначе ако не го бев ставил штито, 100% умирам. Опа, значи еве зашо е добра таа карта. Гледате, тоа му даде еден Energy Plus и тоа му даде еден Energy Plus. Не знаев дека ќе го употребе толку брзо.
Значи со 2 енерджи почнае, затоа ми го уби толку брзо плент. Сега идеме да му го убијам и јас исто на него. Сега ќе ја тумаче дали да стави штит или не, значи избра да не стави штит, остава го жртва самиот плент, ама ќе почне со многу повеќе, значи јас ќе почнам со 2, он може да почне со 4 енерджи, затоа што пририпна една партија, али ја имам друг лек. Секогаш треба да ставите еден ако имате да ставите apply jinx, значи critical, гледаш jinx attacks cannot deal critical strikes, што е многу битно. И после одете една карта за 50 range damage, значи да одбие ако нападне, он одлучи многу паметно да не нападне. Али јас му направив disable за секој случај на неговиот beast. Значи сврлен, тој не може да направи више critical, значи неговите карти не се толку опасни. Сега ќе ви покажам зашто е битно тоа копие со комбинација на оствари, ќе одеме на уште по-сигурно. Да го елиминирам тоа чудо, а не, нема да може тај начин да го изиграеме. За жал. За жал ќе мораме на овај начин, затоа што гледате. Има 4 енергија и можеше да му убие ако не земе штит. Ќе преживеам, нема да умрам. Еве strike back, гледаше reflect damage, значи он сега ќе видиме дефинитивно чудото е историја. Сега сме во многу лоша позиција. Сега треба да држам да го убедам дека сакам да прерипам, да не го оставам никаков демидж да има на Lizard. Јас го имам Lizard на рептило. Да го ставам у заблуда, да земе, да нападне само со една карта. Да не нападне со 2 карти. Ако нападне со 2 карти е можно да му убие. Сега треба да го убедам, значи да не ме нападне со 2 карти. За да преживеам, за после да му два гриза со таа карта, значи можно е да го убијам, мало типо не ризикува. Погрешни карти, значи лакоме се за да земе енергија. Значи ќе преживеам, ово е катастрофална грешка од негова страна. Еве сега зашо. Требаше да ме елиминира, али кога се прави паметен, значи тоа ќе го кошта дефинитивно самата партија. Еве ако чекате време, гледаш, ви успеете да ги збркате. Ја можам сега да го елиминирам со овие 2 карти, за 100% сигурно, али сакам да ви покажам колку е јако ово чудо. Значи нема да оствари голем ризик. Голем ризик е сега да изгубам у самото видео, значи жртвувам, оставам го да умре Lizard и тука го довршувам со мојата птица. Значи одеме на сигурно, да не губам овој тука, нели, кој се вика ММР е, тука ставате штит, гледате тај штит и тоа се сами откажува. Че тоа е таа аналитика. Гледате, типо се откажува и паднав на 1387 од 1500, пошто вчера со Терминатор многу изгубив. И многу нерешено играв, значи плюс 15 зима ММР и 9 SLP. Значи 9 SLP, представете се ако се држам јас тука на тај ММР 1387, што е јакото. Значи представете си 9 SLP, значи да речеме за вас да сметеме 9 SLP, не моето 60, али е прво моето да го пресметеме 60 енергија по 9 SLP, да речеме просек да правам, тоа е 540 SLP само од борбите. Но тоа е просто неизводливо 60 борби да победеш. Ајде да речеме вие да земете 20 енергија и 9 SLP да ви дава, да тепате 20 арена, че вие ќе направите 180 SLP само од арена. И да речеме плюс 75 за гарантирани SLP што имате од дневни квестови, тоа е 255 SLP на ден просек. Да речеме по 0.36 all time high, ако не се лажам, беше, е $91. Али ајде да не претераме да го чувате, да речеме SLP-то. Ја планирам да го чувам, да речеме вие неките да чувате SLP-то до 0.36 центи,
Еве да речеме на средно, кога беше 0,25 центи, то е 63,75 долари на ден. По 30 дена, то е 1912 долари на месец. Ако вие успеете да сте толкова добър у арена, со 20 Energy да взимате у арена 9 SLP. Що не е възможно? Значи, айде да речеме 9 SLP да победите само 10 партии. Значи, само 10 партии, то е 90 SLP на ден. Плюс 75 за гарантирани, нели ги имате от само малко, 95 е 90. Значи, плюс 75 е 165 SLP на ден по 0,25 центи, да речем, е 41 долар. 41 долар по 30 дена е 1237 долари. Значи, играта зависи от това колко вие сте добри у арена, за да го вземете тая SLP. Adventure 100% го взимате. Че гледайте да вежбате тука, правите денови, за да не го изгубите тай ММР, защото тай ММР е много битен за вие колко я го им постирано, нели, колко ММР трябва да имат. Типо, на кой ще е на първо место 2645 ММР, взима над 20 SLP на борба победа на луги. И повече. Че представете си колко е то много. Значи он ако има 20 Energy, тия типови правят много големи пари. Значи не ми си ни смета. Еве, доказ дека аз не лажам. И аз го имам това направено. И аз не можем тук да го префръм. Я имам 3328 скоро за месец, по-малко от месец време игри. Имам направено 3328 SLP. Ки видиме тоталка на края на месец колко направям. Еве, гледате, не ми си изиграени. Значи само 2 Energy потроши. Значи имам 6 Energy днеска да играя. И то е все за първото видео. Да се надявам да ги успеем второто видео да ви го покажем Marketplace и какво се купуват акции. Значи вие пред се гледайте тука, ще ви покажа. Значи най-битно, най-добро акция за предна отбрана е ОВОА акции. По-тежка птица е да си играе ОВА, а по-лесна птица е да си играе ОВА поради това, защото нели, има много як щит. Значи комбинация да речем е да имате тази птица со White Land и моя Lizard. Това комбинация, вие луги имате за гарантирано много по-голем SLP, ако го вежбате тия три комбинации. Ако ги увежбате, имате много по-голем процент да вземете SLP. Значи висше луги ще имат купено SLP на 750, на 1200 и на 2. Тия от 750 и 1200 си ги висше имат върнано парите. Значи акциите и се без пари. Значи си ги имат върнано парите. Не знам дали имат купено нас за Ethereum. Поради това, че ако държат 1200, да речем, се уложили, а се направили 1100 и ги държат у Ethereum, ги държат какво се вика, и ги държат у долари, се у загуба, трябва да ги държат назад у Ethereum и трябва и втория месец да ги купат у Ethereum, за да си го върнат Ethereum, ако ме разбирате. Значи не е финтата да направите SLP токени и да ги държите парите у долари. Ще трябва да ги върнете назад у Ethereum, за да си го върнете Ethereum, кой ще сте го купили, кой ще ги купили тия екси. Друго да знаете дека New Team, то забравих да кажем, така се креират, значи бирате. А в токе забравих, еве да бираме, значи нов тим да направиме. Значи най-добра комбинация е да ги местите овака. Значи най-добра комбинация. Не е добро, много луги ги гледам овака да го местя, то не е добро. Значи най-добрата комбинация ще имам тестирана е оваа позиция. Значи Plant, горе високо да е Beast и горе високо Corner да е птицата. И идете Safe. Значи само не ми трябват да ги креирам. Да го креирам тай тим. То е за приятели, още не е активно. Значи тоа е луѓе сега за првото видео. Да се надејам дека сликата 100% е квалитетна ќе биде, 100 не сумњам. За тоно се извинявам уште еднашка, се дека не направам профит за да купам много добар лаптоп, кој ще планирам Alien, за по-добри видеа и по-добри аналитики. Значи поздрав, да знаете дека сум блокиран.
Сега ќе го постирам само видеото, ќе пробам да го постирам в групата, не знам дали ќе се постира. Значи, наредното видео што ќе гледам да направиме дефинитивно како се купува на Marketplace. Денеска не можем да го направим поради проблеми со OBS студиото. Како се купува на тај Marketplace, како се купува и како се тражат добри акции. Ама ќе гледам у скоро време да го направам. Значи, поздрав!